Добар ден и добре дојдовте на настанот што го организираме по повод 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право, а во чест на двата великани на светската книжевност, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото. УНЕСКО за прв пат го прогласува 23 април, светски ден на книгата и авторското право на конференција одржана во Париз 1995 година. Од тогаш па до денес се одбележува ширум светот, го одбележуваат издавачи, книжарници, библиотекари, учители, стручници за комуникологија и многу други. Традиционално на овој ден, јавната локална библиотека Илинден избира читател на годината. Оваа активност се завршивме утрово. Меѓутоа, јавната локална библиотека Илинден, заедно со Комисијата за еднакви можности и родова еднаквост при општина Делчево, организираме и работилница или трибина, сеедно како ќе го наречеме, на тема авторско право. Ќе зборуваме за конкретни ситуации со кои што се среќаваме секој ден, каде што имаме потреба од авторското право или заштита од авторско право, а ќе имаме и стручно обраќање на тема авторско право на магистрант Катерина Антовска, наша сограѓанка. Мило ми е што денеска си овде со нас. Но на почетокот ја поканувам Сузана Петровска од Комисијата за еднакви можности и родова еднаквост на општина Делчево да завезе говор. Благодарам, директорке. Сакам да ви упатам добре дојде на денешниот настан што го организира јавната локална библиотека со поддршка на Комисијата за еднакви можности на жени и мажите. Јас сум тука во својство на долгогодишен активист и промотор на еднаквите можности на жените и мажите. Благодарам до директорката и јавната локална библиотека што ми укажаа доверба и можност да присуствувам на овој настан. Исто така упатувам благодарност и до нашата сограѓанка, нашата млада дама Кате Антовска, која што еве одлучила да главна специјалност и бидат авторските права, се посветува на таа област и навистина ми е мило кога ќе слушнам некое наше дете од нашиот град кој што успева во својата професија и во својата замисла. Мило ми е исто што еве директорката ја препозна таа поврзаност на авторските права со еднаквите можности на мажите и на жените, бидејќи ако принципот на еднакви можности на мажите и жените опфаќа голем број на права и можности и на жените и на мажите, авторските права се еден мал дел од тој корпус на права кои што треба да ги уживаат и мажите и жените. Ние многу пати имавме настани со јавната локална библиотека каде што промовиравме жени авторки, не помалку и жени и мажи автори, така да и тоа е еден мал дел кој што ги опфаќа баш тие авторски права. Јас еве лично многу пати сум се запрашала дали нешто кога ќе го објавуваме или ќе го пишуваме е можно, дали можеме тоа да го направиме, дали смееме да го направиме. Верувам дека и многу од вас се запрашале и баш денеска ќе поразговараме за тие можности што ги нуди Законот за авторски права, како е тука тоа баш да ни го објасни, бидејќи ние, еве јас ќе зборувам за работата што ја работиме во локалната самоуправа, имаме голем број документи, стратешки документи кои што секоја година ги подготвуваме и во тие баш документи користиме многу пати некои извадоци, дали ќе бидат од некоја студија, дали ќе бидат од некој истражување, дали едноставно нека биде и некоја мисла од некој познат мислител и многу пати сум се запрашала дали тоа ние можеме така едноставно да го ставаме во нашите документи, да не зборуваме еве за користење на слики кои што дали смееме да ги користиме или не. Тоа е еден мал дел кој што ќе биде опфатен во излагањето на Кате и сакам еве да упатам еден апел до вас да се што мислите дека треба да прашате, да едноставно да се консултирате, искористете ја можноста на ова
на овој наш настан, да поразговараме за тоа, па и да упатиме нешто, ако некој не праша дали може или не може да се користи, па да дадеме едно наше видување за тоа. Посакувам уште еднаш добре дојде на сите вас и на АПЕ на овој наш настан и посакувам, може би после ќе поразговараме пак, убави великденски празници. Благодарам. Благодарам. Македонија има многу малку магистри по авторско право, 4 или 5. Има последниот бил пред 6 години на правен факултет, пред 4 години последната докторска дисертација, правнето, кој што се внесува во магистерските програми, кој што иско се од заштита од авторското право, а 4 или 5 сум јас, која што сум дел од Академијата на Светската организација за заштита на авторско право. Тоа е таа бројка. Од месец мај Делчевук има магистер по авторско право. Да. Повеќе. Благодарам. Добре дојдовте. Мене ми е навистина драго што еве вака се собравме и одлучивме да поразговараме на тема авторско право. Најпрво сакам да ви ги честитам престојните празници, нека не за Нову година Велики четврток. Да ви се представам на кратко, мене ме представи многу добро и директорката и директор Суза, јас така ми волам да си ја наречам, затоа што и приватно долго време се познаваме. Јас сум Катерина Антовска, магистрант по авторско право. Низ мојот образовен процес, конкретно во авторското право, како дел од насоката за право на интелектуална собственост, колегите мои правници гледам двајца, за други не знам повеќе, знаат за што станува збор. Низ мојот образовен процес, веќе во последните неколку години ме водеше мојот многу драг професор и ментор господин Владо Бучковски, кој што цело време ми ја даваше поддршката и информациите кои што не можев сама да ги наоѓам и ме охрабруваше да се образувам. Паралелно со тоа ја добив можноста во последните година и 8 месеци да бидам дел од тимот на националната телевизија Алфа, каде што работам во општ административен сектор и конкретно ги работам оние договори за програми, купување лиценци и се слично, кое што е врзано со право на емитување, право на радиодифузери и сето она што е поврзано и е блиску и тотално потпаѓа под авторско право, под таа гранка на правото. Баш поради тоа тој склоп од процес на образование и професионална надоградба направи кон тоа уште повеќе да си ја стимулирам онаа почит кон уметниците, кон авторите кои што обично од мали нозе ги почитуваме и си ги сакаме. Јас сум голем влюбеник во книгата, кога бев средно, па и на факултет многу повеќе читав, за разлика од сега, морам да признам, честна сум, не можам да лажам. Времето, професионалните, приватните обврски не дозволуваат човек да се насочи кон нешто, но повеќе време да насочи од слободното време. Меѓутоа сум голем љубеник и во театарските представи и во се она што значи уметност. Поради тоа, она моја љубов кон уметноста и она што ми е професионална ориентација најде една заедничка точка во мојот професионален развој. Јас сум навистина среќна од една страна, од друга страна малку и ме разочарува фактот што многу се ретки младите луѓе, младите правници, наши колеги кои што одлучуваат да се бават со авторско право. Повеќе се склони колегите кои што се од право на интелектуална собственост одат во насока на право на индустријска собственост, каде што се патентите, трговските марки, затоа што екзистенцијалните потреби кај луѓето преовладуваат најчесто, па од тие причини таму се парите, како што милуваат колегите да кажат, во авторското право, па и нема многу простор за ние како правници да се реализираме и од тоа да живееме. Но јас имав таа ретка можност, навистина, телевизијата, работата во телевизија ми даде голема лепеза на можности да работам баш во областа на авторското право и поради тоа јас сум далеко од тие професионалци што ги има светот, но се сметам себе си за еден млад човек кој што има желба да напредува и верувам и поради уверувањето од моите професори од мастерот, кои што во секојдневната комуникација, давањето на таа целосна поддршка, верувам дека ќе покренеме една иницијатива малку поголема помеѓу правничката фела за заштита на авторското право со цел да ги стимулираме авторите да творат без страх. Авторите како еден, како да кажам, тоа се луѓе кои што гледаат напред во времето,
во било која област од уметноста, ако така можеме да кажеме, тие имаат нивните дела се всушност нивни духовни чеда, они така милуваат да го кажат, па ние правниците тоа така го прифаќаме во нашата правна комуникација и милуваме да кажеме дека сите тие нивни дела кои што тие ги прават со толку многу љубов, а нашата задача е тоа да го заштитиме. Затоа што е грев во Македонија, како што кажав и во најавата, сме многу малку луѓе кои што се бавиме со тоа. Јас сум четвртата или петата, се уште чекам потврда во Македонија, која што е дел од Академијата на Светската организација за заштита на авторски права, на заштита на интелектуални права. Дел сум од катедрата за заштита на авторско право. Тоа е академија која што трае една година, започна сега во април, ќе заврши кон крајот на годината, во која што нели добиваме знаења од закони и легислатива, правна легислатива од странство, која што ние тука за жал ја немаме. Милувам да кажам дека имаме многу потенцијал во смисла на автори, во смисла на желба, иако сме мал број на луѓе кои што се бавиме со авторско право и заштита, но желбата е многу голема, заради тоа што согледувам дека во последниот период особено започнува да се зборува многу поактивно и затоа и се отправам на поканата да поразговараме на оваа тема, затоа што Делчево важи за едно мало место кое што има многу роднокрајни автори и јас знам добар дел од нив и ми е драго нели што сме баш од тука потекнувам и што имам можност да комуницирам со такви луѓе, дури и работам со луѓе кои што се режисери, продуценти, па тие со нивната практична работа го надополнуваат моето нели знаење кое што е само од книга за жал. Актуелниот закон за авторско право во моментот доживува една трансформација. Јас сум дел од една неформална група како представник нели од телевизијата, од таму каде што работам, каде што дававме придонеси во смисла на од страна на радиодифузирање, односно ние кои што имаме лиценца да сме национален канал, ТВ канал. Но имав можност да согледам верзијата на новиот закон за авторско право, кој што морам да признам и од една страна ме ослободува да кажам дека имаме голем напредок и со душа чекам да се изгласа и да стапи на сила, затоа што стариот закон, кој што се уште важи, кој што се уште е на сила, е донесен во 2010 година, последната измена му е во 2016. Ако земеме во предвид дека од 2016 до денеска замавот што го зема интернетот, дигиталните медиуми, порталите, телевизиите, развојот на технологијата, мора да признаеме дека воопшто не го следи трендот на развој и воопшто не гледам ниту претходните измени кои што биле од 2010 до 2016 година воопшто не наидувале, не се суштински и не произведуваат некоја вистинска правна заштита на самите автори. Тоа што е во смисла на развојот на технологијата. Да, може би ние ако земеме книга и ако го повредиме тоа авторско право на оној што ја напишал и некој без право ја препечатил, ја преиздал и сето слично, тоа и го заштитува законот, меѓутоа кога ќе земеме во предвид дека дигитализацијата и користењето на социјалните мрежи и тоа како секојдневно по милион пати можеме да кажеме во денот повредува нечие авторско право. Поради тоа, кога ја работев во магистерската теза, морав да обработувам странски закони, странски директиви. Европската унија има многу добра законска рамка во смисла на директиви кои што земјите членки ги секојдневно ги ратификуваат, односно постапуваат по нив, си ги заштитуваат своите автори, но ние немаме таа можност затоа што кај нас правниот систем е премногу бавен, премногу бавно некако се наоѓа, дали нема политичка волја со години наназад, значи не е само во последните години, тоа е веќе во последната деценија, за жал, морам да кажам. Ние работиме, нашето законодавство работи по неколку ратификувани договори, кои што се нели на светско ниво и ги имаат сите земји од светот, кои што се обично тоа се срамнува на ниво на членки на Обединети нации, нели со текот на развојот, меѓутоа се уште сме ние далеку од она законодавство кое што треба да го имаме како идна членка нели на Европската унија. Она што нашиот закон оскудно ќе кажам дека го третира како проблематика е таксативно таксативно реди што тоа е
заштита, што имаме ние, што може да заштити, што не може да заштити, има казнени одредби и се тоа е слично да не некако да не обременувам работата нели низ прашањата, после тоа ќе можеме да најдеме конкретни одговори, но би сакала да кажам дека авторското право како такво има еден автор кога ќе напише една книга, тој не е собственик на книгата. Тој е собственик на два вида права, а тоа е имотни права и морални права. Моралните права се неделими. Не може ако јас напишам книга да ја подпишам Минар. Не може ако напише Сузана книга да го подпише Винко или така натаму. Може единствено нешто што може е да ја дадам право на Билјана и на библиотеката да ја издаде таа книга. Но нема право да ја измени, нема право да ја прилагоди, нема право да си пишува што си сака да ја изменува без моја дозвола. Тоа е она што нашиот закон го заштитува и го заштитуваат сите закони за авторски права низ целиот свет. Она што е проблематично, јас би се осврнала на моменталната ситуација и многу прашања, затоа што сите сме по цели денови на социјални мрежи, со ретки исклучоци, а повредите кои што се случуваат на социјалните мрежи од областа на авторското право се многу слабо регулирани, заради тоа што кога ќе ги отворите, јас кога ја работев на магистерската теза, ги читав сите полиси на политики на функционирање на социјалните мрежи, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и така натаму. Тие велат дека кога вие ќе пријавите некоја повреда на авторско право, бараат таму да селектирате од која земја доаѓате и бараат таму да селектирате под кое законодавство. Ние кога кликаме accept, allow на сите тие прозорчиња, обично не читаме што ни пишува, но така прифаќаме да бидеме дел од еден виртуелен правен систем кој што Америка и Европска унија си го имаат направено и таму подлежи на заштита. Но што се случува со земјите кои што се надвор од тие два региони? Проблемот настанува во заштитата на самите автори. Ворете, ние како корисници на социјалните мрежи се обврзуваме, нели, да ги почитуваме правилата на Европа и на Америка, но жално е што ние немаме правила дома. Односно, не ги ратификуваме, не го следиме тој тренд на ратификација на документи од Европската унија, заради тоа што тоа се многу конкретни и многу лесни за примена, но пред се ќе кажам треба политичка волја и политички капацитет и пред се многу интелектуален капацитет, луѓе кои што знаат да работат со таа проблематика, луѓе кои што сакаат да работат со таа проблематика, до обуки, до квалификации кои што кај нас за жал се процеси кои што траат и по неколку години. Поради тоа јас минувам да кажам дека еден правник, поготово човек кој што се бави со авторско право, е како борба со ветерници. Така некако ќе му дојде, заради тоа што се борите со нешто, а не знаете со што. Мене судската пракса кај нас исто така е многу сиромашна во поглед на тој дел. Последно што прочитав беше две пресуди кои што се однесуваат на украдена фотографија на професионален фотограф кој што си има заштитено фотографијата, односно таа е негово авторско дело, и некој портал без дозвола ја има преземена. И тоа е многу прост случај, просто е за третирање по актуелниот закон, не ни треба нешто да измислуваме топла вода за судијата, самиот судија да донесе одлука, меѓутоа јас кога ги гледав, имав можност да ги видам некој дел од списите, знаете како да недостасува знаење или има некој страф од носење на одлуки да не сгрешиме. Пресудата беше така каква што беше, нели се третираше според казнените одредби на авторското право, меѓутоа и гледат оние полемики што се водеа и во јавноста помеѓу нас правниците, и тука владее многу голем страф од непознатото. Затоа кога гледам борба со ветерници, кој имала токму многу страф од незнаење и немање појма што се случува надвор во светот. И пред да дојдеме на настанок, баш споделив, ние сме Македонија во регионот, ако не се лажам на Балканот, сме земја која што процентуално по глава на жител има најголем број на автори од 30 до 40, од 40 до 50 години. И тоа е нешто што мене многу ме радува. За издавачките куќи немам потврдена информација, меѓутоа сме сведоци дека постојано се отвараат нови издавачки куќи и тоа е една многу добра работа, која што апелирам, се надевам дека ќе продолжи тој тренд, затоа што ми има издавачи, има и читатели.
И тоа е многу важно, заради тоа што книгата сепак покрај развојот на технологијата за мене останува примарно средство на црпење на знаење, на развој на физички развој на тело, на мозок, на интелект и се слично. Би сакала да ајде да кажам да ја искористам можноста да апелирам преку прости примери, можеби после вие ќе ми поставите прашања, низ мојата како да кажам минатогодишно искуство како предавач по јавно говорење, секогаш сум апелирала тие што сум ги спремала, што ми биле како да кажем ученици, сум велела секогаш кога цитирате некого, кажете кој е тој. Така му го штитиме правото. Затоа што тој човек тоа го кажал, го напишал и кога ти ќе излезеш на говорница тоа било каде да го изјавиш, треба да го кажеш изворот. Спротивно, ако не го кажеш изворот, говорот како говор е твое авторско дело. Ако ти во твоето авторско дело имаш украдено дел од туѓо авторско дело, ти кршиш авторско право. Тоа се тие некои прости примери во реалноста, кои што не ги знаеме, многу често кога ќе кажеме не е варијат да кажеме еднаш кажал тоа и тоа, ако знаеш да го кажеш тоа што тој го кажал, ќе кажеш и кој го кажал. Точно, име и презиме. Освен ако е непознат автор, па потоа чисто непознат автор и тоа е тоа, значи ќе си кажеш дека непознат автор и се слично. Тоа се некои секојдневието примери што се случуваат, а ние ги одминуваме, не ги забележуваме и повеќе се осврнуваме на тоа што е напишано. Конкретно за социјалните мрежи, многу често се случува крадење на авторски дела или делови и не цитирање кој е вистинскиот извор. Механизмот, кажа, не постои, заради тоа што не сме дел од таа група која што може да ужива заштита, не сме дел од САД, не сме дел од Европската унија, за жал, и тоа е оној механизам кој што нас не е оскуден. Да, ние прифаќаме со алоу да почитуваме туги права, ама никој не ни ги гарантира нашите права. И тоа е таа баналност со која што се соочуваме. Во врска со социјалните мрежи како такви користат многу често прават и платформи за онлайн книги и јас гледам дека во Македонија тој тренд почна, мислам дека ако не се лажам, со Македоника пред неколку години. Тоа беше онлайн платформа, апликација, не сум сигурна дека се уште постои. Познавајќи ја иницијаторката на Македоника, која што беше повратничка од Америка, баш споделивме во еден неврзан разговор, се сеќавам, ми кажа дека уште не се бавев со ова, значи беше пред многу години. Се сеќавам дека кажа всушност имав вика многу голем проблем со сите тие барања, дозволи за користење на делата, со прикачување на тие дела. Вика никој не најде вика на проблеми, но најдов вика на долги процеси. Во смисло обезбедување дозволи, сето тоа да биде легално, сето тоа да биде административно покриено, да биде по правила, по закон и се слично. И од тука сакам да кажам дека и законот да ни биде совршен, доколку институциите не ни се спретни, не ни се обучени, кадрите во институциите не ни се усогласени со тоа што ние го имаме како закон, пак е потребен долгогодишен процес. Јас искрено се надевам дека за 10 години од сега ќе можеме да разговараме со малку поинаков тон и поинаква ведрина во однос на оваа тема, но не ја губам надежта, не ја губам таа волја за работа, заради тоа што кога си во непознато, ти си го трасираш патот. Кога си во познато, другите го трасираат патот. Заради тоа мојата, пак ќе се вратам на почетокот, мојата професионална кариера решив да ја извадам од границите на Македонија и да ја донесам тука, заради тоа што во секојдневната комуникација и со уметниците со кои што комуницирам секојдневно и со институциите кои што се дел од таа лепеза на некој што треба да го применува законот, добивам охрабрување затоа што сум доста млада и доста сакам да променам нешто, посебно во овој дел, колку и тоа невозможно да звучи. Сепак апелирам да зборуваме погласно за авторските права, да истражуваме,
Не е тешко да се најде законот, не е тешко да се прочита, не е тешко да се најдат студии и на македонски, посебно на српски јазик, па и на бугарски јазик. Има многу извори кои што јас ги користам. Не дека се нешто понапред од нас, да не се лажеме, меѓутоа ете да слушнеме стручни мислења, они имаат малку повеќе стручњаци на таа тема. Така да јас ве охрабрувам и сега и со поставување на прашања, понатаму и со и понатаму ако имате некои прашања, нормално можеме да искомуницираме, нема никаков проблем. Не знам се, затоа што и јас се уште учам и се уште истражувам, пак ќе кажам, непознатото си и непознато си носи своји предизвици, но она што сакаме да го постигнеме е да научиме и да го кrenеме гласот за заштита на авторските права, баш поради љубовта кон уметноста, особено кон создавачите на авторските дела, кон авторите кои што ги имаме во изобилие, имаме преталентирани сограѓани широм Македонија, така да еве охрабрувам да зборуваме погласно за тоа, не е само да ги купуваме книгите и да ги читаме, туку и да се запрашаме што тие луѓе прават откако ќе ја напишат оваа книга. Какви права тие уживаат, што тие прават, како понатаму, што е тоа што нив им треба во иднина, затоа што ако не се грижиме за тоа што го имаме сега и за нивните потреби, тој стимул за творење со текот на времето бледе, за жал. Така да тоа е накратко јас што можам да го кажам, еве некое воопштено обраќање за сите вас како еден апел. Не сакам да се осврнувам на конкретни законски регулативи, малку тоа е и безсмислено е во овој сустав, мислам, сме дошли да се информираме и да апелираме. Така да ве охрабрувам, доколку имате некој прашање, доколку имам одговор конкретен, ќе ви одговорам, доколку немам, ќе истражам, ќе се најде одговор на секое прашање. Сега имам можност да комуницирам со колеги од целиот свет, така да ете, што се однесува до кај нас, работата ми е лесна, имам еден закон по кој што се водам, тоа е тоа. Во иднина се надевам ќе биде многу по-усложнет и за мене и за моите колеги многу по-тешок за совладување, зашто колку е потешко, толку е потемелно, но се надевам, но странските, тука сум за да ги споделам и странските искуства кои што се многу бројни, верувајте. Ви благодарам. Јас сакам се пред известно време библиотеката дојде до сеќавања сведоштва на нашиот покоен професор Драган Арсов. Неговата сопруга ги даде сеќавањата на библиотеката и го даде авторското право на библиотеката. На почетокот кога ги споделувавме овие сеќавања, пишувавме дека авторските права се на јавната локална библиотека Илинден. Меѓутоа, од огромен број на споделувања, само делчево 365 порталот ја го почитуваше тоа авторско право и пишуваше дека тоа е објава на јавната локална библиотека Илинден. На кој начин ние како библиотека, а сигурно во иднина ќе имаме и други вакви споделувања, сведоштва, можеме да се заштитиме во период до дека да дојдеме до закон за авторско право. Во законот за авторско право има еден член кој што се вели дека авторското право трае има материјална и морална поврзаност со самиот автор. Моралната поврзаност дека е на Драган Арсов, тој не може да го преземе јавната библиотека. Но јавната библиотека може да го реобјави и да потенцира дека тоа е творба на Драган Арсов и дека јавната библиотека добила право по неговите наследници, добила дозвола од сопругата како единствен наследник и синот, добро, кој што има дозвола јавната библиотека сето тоа да го објавува. Вие сте автори на објавата на социјалната мрежа, како пречукано дело, меѓутоа содржината е неделива од неговиот автор. Не можете вие никогаш да го запишете Драган Арсов, меѓутоа правото материјално за реобјавување, тоа што јас велам деливо од авторот, сте го добили од неговите наследници како дозвола и вие понатаму можете да го пуштате во објава, да го издавате, не знам дали локална библиотека, градска библиотека имате право да бидете издавачи. Ако имате право, можете тоа да го направите во материјална форма, во смисла на книга, на збирка, која што понатаму или меѓутоа ќе се стои дека издавач е локална библиотека, но авторот на тие дела не е јавната. А што е со другите портали од државата кои што го споделија текстот без да спомнат дека објавата од ЈЛБ Илинден?
објавата. Ние како сега да реагираме спрема другите Они портали? не побарале, ви имате право да реагирате. Меѓутоа, правната пракса кажува сосема за шал некои лоши примери, односно се уште нема некоја култура на барање на заштита. Верувајте ми, че многу често луѓето и се обезхрабрени. Или не знаат? Да. Јас во телефонски разговор со Стојан Стојановски, тоа е, претпоставувам знаете, фотограф, видеограф од Охрид, кој што споделува многу слики од Македонија. Јас го најдов телефонскиот број, ми се јавив, нели кога истражував магистерската теза и ми вика, па вика, знаеш што, јас вика, му се обрати, вика, имавме неколку случаи, вика, што презема фотографија без дозвола и нели им даваме рок од толку часа да ја избришат и вика, обично вика сите тоа го прават, затоа што се усрамени веројатно од постапката, па тоа го прават. Нели, преземал нешто, иако стои Стојан Стојановски, зошто ми ја преземаш фотографијата? Значи, оставени сме сами на себе да се заштитуваме, помидори да ви кажам. Тоа е она недостаток на култура. Не дека и овој закон нема да помогне, не давам, но недостатокот на култура да си ги бараме своите права и тоа како влијае во немањето слух и кај правниот систем, па и кај политичките фактори за заштита на авторското право. Авторското право, пак ќе кажам, од финансиска гледна точка е скапа играчка, заради тоа што треба институција, ние немаме ниту завод за заштита на авторски права, ниту тоа е сведено една комисија која што беше формирана па расформирана во склоп на влада. Веќе не функционира од 2018 и 2019 не се сеќавам и има како посебен модел под Министерство за култура, во кој што работат, мислам дека тројца, според информациите што има, тројца правници кои што треба да покријат се што е под авторско право, што е лудо и невозможно. Книги, музика, фотографии, филмови, театарски представи, не знам, се што потпаѓа под авторско право. Така да тоа е навистина една широка лепеза која што бара многу голема заштита и многу повеќе институционален капацитет. Не е битно дали е под Министерство за култура или не, ама кога ќе отворите на ВИПО на страната, тоа е Светската организација за заштита на интелектуални права, кога ќе отворите секоја држава, па дури ако не се лажам, многу посиромашни држави од нас и послабо организирани имаат своја институција, свој завод, своја дирекција, било како секој си агенции имаат нормални милион начини, ние немаме ништо. Дури издруженијата кои што работат, кои што по закон ние можеме да ги формираме, но не се формираат, кај нас има само две, кои што едно доскоро беше забрано, тоа се ЗАН и ММИ. ММИ не функционираше доскоро, сега почна да функционира, се враќа некако во живот, тоа се заштита на музичките права. Тоа е единствена организација која што ЗАН постанува единствена организација која што по закон работи на заштита на музичките дела. Тоа се оние дела кои што одат во етер на телевизиите, меѓутоа и тука недостасува и во однос на музичките дела имаме многу слаба заштита. Прост пример, на YouTube кога ќе отворите, не знам, Јаков Дренковски, Сабајле беше на телевизија, не битно, или Каролина Гочева, на 50 канали, YouTube канали имаме прикачено една иста песна од Каролина Гочева. Прогуглајте и видите дека Дуа Липа само на нејзиниот канал. Не одите подалека. За Ријана да не правиме муабет. За Мадона да не правиме муабет. Имаат официјален канал и они користат монетизација од самите социјални мрежи, секој клик нив им носи пари. Нашите уметници, музичари го немаат тоа право затоа што немаме закон, затоа што немаме систем, затоа што немаме луѓе кои што со тоа ќе се бават. Ете, толку ни е ниско и не ги поштуваме добро. Работев во радио, имавме по закон да пуштиме 2 часа македонска музика, ниту едно радио не пушта 2 часа македонска музика, затоа што со македонска музика нема пари, нема поздрави, нема реклами. Да, радиото работи за пари. И многу малку зборуваме за авторско право. Многу од нас и не знаат дека треба да побараат дозволата слика. За збори слика. Да. Ние многу малку зборуваме што смееме, а што не смееме. За авторско право, ако сме запознаени, може би ќе побараме дозвола. Така е, затоа сте го право. Објавувањето не е власта на објавување на социјални мрежи исто така. Кој те прашува? Дали може, дали не може, треба сите да се согласат. Објавување, ајде да гледаме да се крена свеста за објавување на деца на социјални мрежи, тоа ми е драго. Гледам да заматуваат клиповите и тоа многу интензивно се користи, ама веројатно тоа се должи на таа борба на родителите и на институциите и на новиот закон за заштита на
лични податоци, кои што нели тука некако наоѓа точка на вкрстување, па ајде некако ќе се уплашиме од казните, па ќе внимаваме. Ама во однос на авторското право се уште не гледам толкава заинтересираност и толку многу, како да кажам, волја за пример. Друг некој нешто да пита? Јас сакам само нешто, да не испадне дека ние само на кратко. И предходно спомнав, значи ние што ги работиме документите, дали ги бидат стратегии, дали ги бидат програми, мораме да се повикаме на некои податоци кои што некој друг ги добил со некакво истражување. Дали се тие објавени во некоја публикација, дали се објавени во некоја студија. Значи ние ги користиме. Ме интересира дали е доволно да напишеме дека податоците објавени, например, на таа и таа страна, се користени од публикација таа и таа или од вестник тој и тој или од нешто било што. Дали е тоа доволно или не? Во сегашните услови е доволно, со новиот закон мислам дека нема да биде, најде да не кажувам работа што се однаме, да не шириме дезинформација, меѓутоа во моментот е доволно, доколку не станува за сериозен процент неискористена информација. Доколку едно научно дело објавено со научни цели, тоа може да се користи, меѓутоа мора да се наведе изворот. Табелата, ако сте преземали од некоја публикација, одозу или слика. Многу пати користиме и слика. За фотографиите малку поинаку, каде што вие пожелно е да побарате дозвола, заради тоа што некој може и да ви изреагира. Тоа што не е изреагирал до сега, може би среќа. Пак ќе кажам, се должи на она што јас го викам немањето култура да си ги побараме правата. Затоа што фотографијата, ако исто така во научни цели, не е исто да фотографираме, например, фотографија од клетка, која што се користи во учебници, така тоа е за научни цели, и фотографија која што е уметничка и од охрид. Тоа е сосема различно. Заради тоа, научните дела имаат научна цел и истите тие користат и за понатаму. Но, она што се вели како уметничка, уметност, се што потпаѓа под фотографија, професионална уметничка, тоа веќе има друг третман и е различно. Значи, во тие публикации, вие што ги користите, дури, знаете како да не сте обврзани да ги известите авторите, закон, убаво би било, затоа што секој автор се чувствува така уште подкорисен. Тоа е тој стимул кој што недостасува институционално, но ние лично мора да го форсираме. Јас сум секогаш за тоа. Еден телефонски повик, еден допис од 3 реда, сметам дека нема да штети и баш напротив ќе биде дури стимулирачко, кој се сетил на мојот труд, па е да го користи. Така да повикувањето на научни трудови не е спорно и од други уметнички дела, каде што вие го цитирате авторот, не е грев, но мора да се почитува изворот, како таков и да се со цел, и нормално да не биде ставен во лош контекст. Затоа што ако вие му земете цитатот и го ставите во лош контекст, тоа го нарушува неговиот углед и он има право да се буни поради тоа. Туку е кога ќе се повикате и ќе кажете ова и ова го кажа, ова и ова го кажа, па разговараме, не знам, Јана не сам кажала одредена мисла и сега јас ставам тука пред вас, се кажувам, ама да има право тоа да го објасни, негира да го додетализира. Кога ги оставите во книга или написано, дека има право на реакција во најмала рака, после тоа ако прејде во друг степен, каде што има клевети врз основа на таа негова изјава, извртеност до степен да се применат казнените одредби, тоа е веќе позитивно. Но има право на реакција, да реагира и да каже дека извадено ми од контекст на луѓе, вие ми го нарушувате, не нарушувате чести углед, не имате право да го прави. Авторот е да, кој напишал тоа, немате право да рушите угледот секој. Затоа тие морални права се врзани со личност. Не се само материјалните. Материјалното е книгата, како хартија и корица, а содржината е она што е извор умствен продукт, духовно дете на авторите. Така му да кажат, да го спомнам.
и затоа и ние го почитуваме. Ако барем тоа можеме да го правиме, да ги почитуваме. Поздравувам присуство на отворена активност. Сметам дека ние образовните институции можеби малку повеќе во средното образование. Токму оваа тема е начната, но незавршена. Значи имаме медиумска култура, имаме комуникација со разни содржини кои ни упатуваат истинско изразување и творење. Имаме таленти, наши млади кои творат и пишуваат. Меѓутоа, ова треба да почне од тук, токму од овие мотивирачки образовни институции, каде што вие, еве, драго ми е што имаме ваков представник, да бидете, мислам дека и моите ученици ова ќе го следат, ќе им го презентираме, ќе го слушнат. И убаво би било кога кога би била некој слободна, како наша Делчевка, да ни дојде во нашите установи, малку да поразговара со нашите таленти, имаме и новинари, и деца за убави од пиша збор, кои што ќе внимаваат во ваквите работи и ќе се роди желба и тие да бидат ваши мисленбеници. Кога зборувате ми пикнува на времето кога јас учествувам на сите литературни конкурси, била сведок на тоа и се враќам на тоа едно време, некој 15 години, во основно образование, каде што ќе бидам искрена, иако се снима, имав желба еднаш да украдам строфа на сестра ми. Онда го чуваше и имам желба да украдам строфа на сестра ми и тука Тоборно застана, не може, ти ќе си пишуваш песничка, нема ти ни мене што да кажеш, она беше Феликс. И тоа е тој, нели, може би тоа негде останало подсвесно, па сега стигнуваме до степен на светско ниво да делуваме, нели, да видиме. Сепак пак ќе кажам, да, тоа е од образовните институции почнува се, но и од дома почнува. Јас мене би било драго, јас и тука користев разговорен речник, или можеме ни да се разфрлиме да бидеме паметни со правничка терминологија, но поентата не е тоа, може да се разбереме. И мене би ми било многу драго јас да бидам гостин нели во донам од каде што јас доаѓам и да на еден уште по соодветен начин да им го презентираме тоа на нашите најмлади сограѓани. Кои што во иднина нели тие луѓе ќе творат, ќе создаваат. Јас читам многу важни објави, литературни конкурси и многу се радувам што имаме иницијативи на толку многу надпревари во склоп на библиотеката и во склоп на општината, што дури ние ги следам активностите на другите општини, но ова е, например, дека е многу значително голем процент. И јас сум многу среќна во тоа и така ги стимулираме од најмлади да творат. Сум била на многу презентации на книги и секогаш да дојдам на популар, ама кога ќе се дојдам тука мене и жал ми е што не можам да одвојам многу време да доаѓам, ама ете денеска земав слободен ден, тоа значи дека можам да земам кога и да сакам понатаму. Да, ќе ми биде драго, организирајте, јавете ми, пишете ми слободно, јас ќе бидам на драга волја, ќе се појавам пак. Или ќе си поразговараме и со најмладите на некој како да кажем, младишки стил. Уште помлади од мене, да, тоа е тоа. Прашање други нема, Се надам дека би било много јасно. Ова мое излагање ќе направам еден извештај, затоа што сега кога сум дел од таа, или да кажем, цела светска, ми бараат за моите активности покрај студиите, што е тоа што го работам. Покрај работните извештаи што ќе давам, ќе ми биде драго да го ставам и овој еден извештај кој што ќе го споделам. Па ќе се пофалам јас пред моите колеги што ги имаме. Благодарам на вас. Само уште 2 минути. Од име на јавната локална библиотека Илинден, по повод одбележувањето на денот и книгата, го искористивме моментот, ќе доделам благодарници на Н телевизија, Делчево 365 и Македонската информативна агенција МИА, кои што постојано и навремено информираат и покриваат за сите активности што ги реализира библиотеката. Направи добро. Ајде понатаму. Честитки за колегите. Ти одека ќе не сликаш? И Валери има 2 за ние.
дена. Благодарам за вниманието, убави великански празници, па се надевам дека ќе се дружиме и друг ден.